Почитувани гледачи, добар ви ден во најновото издание на Сообраќајна хроника. Сообраќајот е комплексна материја кој што во градовите кои што доживуваат галопирачка експанзија, а особено големите светски мегалополиси, бара брзи и ефикасни решенија. Токму ова ќе биде тема на нашиот денешен разговор со мојот гостин кој има искуство од 90-тите години и тоа во Соединетите Американски држави, а негова специјалност е јавниот градски превоз. Следува интересен разговор, следете. На моје големо задоволство гостин во денешната емисија е професор доктор Никола Крстановски, редовен професор на Техничкиот факултет во Битола, специјалност јавен градски превоз и урбани транспортни системи. Професоре, добре дојдовте во студиото. Меѓутоа, пред да почнеме со овие актуелни теми од сообраќајот, би сакал да ве навратам на оние 90-ти години, кога вие како студент престојувавте во Америка и работевте токму трудови од делот на сообраќајот. Може ли да се потсетите на тие сега веќе давнешни времења? Добар ден. На почетокот да ве поздравам и вас и вашите гледачи и секако да се заблагодарам за поканата за учествување на ваква емисија. Наистина со задоволство дојде во вашето студио и мислам дека ќе имаме еден добар разговор, ќе отвориме теми кои се интересни за гледачите во делот на сообраќајот. Кога веќе ме прашавте, да, периодот на 90-тите години за мене беше период кога имав можност на докторски студии во Соединетите Американски држави на Универзитетот Пенсилванија да ги подлабочам моите стручни знаења од областта на сообраќајот. Тоа беше време на големо искуство, кога покрај докторските студии имав можност да работам и навистина на големи значајни проекти во Соединетите Американски држави. Би ги споменал само проектите за метростаници на метросистемот во Сан Франциско и многу проекти врзани со јавниот градски превоз во градот Филаделфија, каде што бев на Универзитетот Пенсилванија, за тамошното предпријатие за јавен градски превоз SEPTA или South East Pennsylvania Transit Agency. Имаше и друг поголем број на проекти, тоа беше навистина големо искуство. Таму имав прилика да се запознам и со многу новитети и нови технологии во делот на сообраќајот и беше навистина нешто изворено за мене. Се вративте 96-та во Македонија и директно се вклучивте во образовниот процес, значи на Техничкиот факултет во Битола, што е единствена високообразовна установа во делот на сообраќајот, што продуцира кадри, нели, во делот на сообраќајот. Професоре, каков е интересот за сообраќај кај нас? Да, значи по моето враќање практично се вратив на факултетот бидејќи како асистент замина во Америка, па се вратив како професор на одсекот за сообраќај и транспорт. Вие рековте, уште еднаш да истакнам, значи одсекот за сообраќај и транспорт при Техничкиот факултет во Битола нуди единствени студии во Македонија од областта на сообраќајот и сообраќајното инженерство. И навистина има интерес. Сообраќајното инженерство е една многу интересна струка. Неодамна видов во извештај на ОЕЦД дека сообраќајното инженерство се смета една од најперспективните струки во светот. Веројатно објаснувањето е релативно лесно, бидејќи знаете, светот станува глобално село, глобална економија, глобално движење на луѓе, на стоки. Проблемите на сообраќајот се зголемуваат, не се намалуваат и сигурно потребата за сообраќајните инженери како е потребна. А посебно за Македонија би рекол, сите ние гледаме, сите сме учесници во сообраќајот на овој или овој начин, ги гледаме какви се состојбите во нашите градови, во Македонија. Секако сметам дека можеме да извлечеме заклучок дека сообраќајните инженери се потребни. Професора, какви се состојбите во сообраќајот која веќе спомнавме? Да речеме конкретно да го земеме во предвид Скопје, потоа има уште неколку поголеми градови како што се Тетово, Куманово, па и Битола и Гостивар кои што се соочуваат со одредени сообраќајни проблеми, меѓутоа да ставиме главен акцент на Скопје. Па добро, прашањето е прилично комплексно, ќе се обидам да одговорам
поконцизно и попрецизно, состојбите мора да се подобрат. Значи, оно што се случува сега во македонските градови, значи, тргнувајќи од Скопје и сите други градови, во делот на сообраќајот, секако има многу можности работите да се поправат. Не е едноставно, бидејќи сообраќајот е една дејност која што зависи од многу фактори. Значи, бара вклучување на различни институции, на различни организации, асоциации, па се до поединци. Се разбира градење на успешна стратегија, градење на успешна политика и посветеност на реализација на таа политика. Само така и морам да нагласам со краткорочни решенија нема, значи работење на долги патеки, може да се направи многу за да се подобри сообраќајот. Што да понудиме? Кои се решенијата кои денес се нудат? Решенијата се пред се во обезбедување на квалитетни алтернативи за превоз на луѓето и стоките, се разбира, на ниво на град. Тука пред се доаѓа во преден план квалитетен јавен градски превоз. Намерно го истакнувам зборот квалитетен, бидејќи само квалитетна услуга во јавниот градски превоз може навистина да привлече повеќе патници, повеќе корисници и може да помогне да еден дел од корисниците се откажат од автомобилот и користат јавен градски превоз. Дали често го користите јавниот градски превоз? Па не е многу често, али го користам така повремено. Имате некакви забелешки? До сега немаме забелешки. Воглавно добро. Дека знам, пошто нон-стоп сум со нив, на колку време си доаѓаат и како си одат. Па, се за сега добре. Одлично, да. Доволни сме. Па да, откако сум пензија 2,5 години редовно, инаку порано со кола идем. И како сте задоволни? Па со нови автобуси да. Но Кажи ми, зато дали ти често се возиш во автобусите од градскиот превоз? Да, И како си задоволна? многу сум задоволна. Има нешто што ти пречи? Не, Внатре додека се возиш си се чувствуваш доволно безбедна? во новите многу убаво се чувствувам. Има ли нешто што ви пречи додека се возите? па има пречи затоа што има пуно младиве прават белја галамат. Има поише време шоферот стои на автобуска, чекаме ради што наплаќа, не трга додека не наплати, додека не издаде карти и така. Така да тоа е задржавање ипак, време троши за тоа. Не, младите ние им пречиме, а не они. Јас на ним, например, им пречим, пошто гужда се ствара. Па има и нема. Има. Млади ко млади. Културата ни е таа. Еве по седиштата шкртаат, со нозете горе се качуваат, прљаат, шкртаат. Овие се многу фини автобуси, само ова е за културен народ. Кај нас младите. Дали има надпревар помеѓу приватните автобуси и овие на јавното Па, предпријатие? мислам дека има и то често се случува. Се тркаат, кој прв да застане, да не дозволува место да се паркираат и така. Има, се случува. Иначе 30 кусур години сум нон-стоп по автобуси, се и се што може да се види. Гледам дека се тркаат за претицање пред да стигне на станицата, има такви случаи. Има. Што е она што вам ви пречи како возач во градски превоз? Па сообраќајот, не културата. Поготово и од приватните. Да отидете да снимате кај што се движат приватните автобуси, ќе видите што прават. Постои се уште таа трка, тој Постои, надпревар? Да, постои. Постои закани, тепање, све. Еве да снимате на 23 кај што има, на 22. Тој и на црвено проаѓа само да биде прв на станица и не се паркира на станица, него застанува 20-30 метра пред станицата. Не значи само да биде квалитетен автобусот, односно превозното средство, Апсолутно. туку да биде квалитетна и мрежата, самата мрежа на линии низ град. Така. Значи, на моите предавања со студентите посебно внимание посветуваме на дефиницијата на квалитетот во јавниот градски превоз, кој што опфаќа многу работи. Значи, од брзината на превоз, редовност, точност,
удобност, пристапност во простори во време, таа пристапност се вклучува и ова што ви рековте, значи квалитетна мрежа на линии на јавен градски превоз и се разбира возни редови кои што временски овозможуваат покривање на територијата на градот со услуга. Во делот на квалитетот можам да ви кажам дека и колеги од факултет и мои роднини и пријатели кога зборуваме ме прашуваат, а посетиле некои од европските градови, ме прашуваат па зошто кај нас не може да има јавен градски превоз како што видел, не знам, во Германија, во Франција, во Швајцарија. Таму чувствуваат дека можат многу лесно, безбедно, брзно, квалитетно, за ефтини пари да се превезуваат и ако има таков градски превоз и кај нас, коментарот е дека и тие би го користеле редовно таквиот јавен градски превоз. Морам да истакнам дека во последниве години се направени многу крупни чекори напред. Јас бев и вклучен како стручен соработник и на ЈСП Скопје и на градот Скопје и преку неколку проекти. Навистина е направен голем чекор пред се со набавката на новиот возен парк, кој што беше една многу болна точка. Предходно воведени се една од оние мерки кои што ги спомена во проектот Ренесанс од FP7. Програмата беше воведување на систем за автоматска локација на возилата и информација на патници во реално време на стоелиштата на јавен градски превоз. Како резултат на тој пилот проект, нели сега функционира на линијата 5 на 8 стоелишта практично такво нешто. Градот Скопје го прифати тоа и луѓето го прифатија тоа, бидејќи имавме и истражување на корисниците на јавниот градски превоз како дел од евалуацијата, бидејќи европјаните за секоја работа барат и евалуација, односно резултат. Многу поволно се изјаснија луѓето и во тек, за жал, неколку тендери пропаднаа, меѓутоа во тек се и плановите, мислам, ќе се остварат. ЈСП Скопје, значи, ќе воведе систем на автоматска локација и информација на патници во реално време на територијата на целиот град, значи на целата мрежа на линии, ќе воведе систем за интелигентна наплата со серија на услуги кои што ќе овозможуваат навистина една, па би употребил збор, еволуција во квалитетот на услугата на јавниот градски превоз. Се надам дека за брзо време тоа ќе се оствари. Морам да го споменам и проектот со унапредување на стоелиштата, значи дефинирање на опремата кои што имаат различни типови според местоположбата, се разбира во центари, пооптоварени стоелишта со побогата опрема, наспроти стоелишта кои се во периферните делови од градот. Значи тоа беше еден голем проект кој исто така многу го напреди. Она што останува да се работи е како резултат на оние истражувања кои ги имавме во еден претходен проект, се покажа дека еден висок процент, над 70% од луѓето во корисниците на јавен градски превоз во Скопје преседнуваат. Значи, мора да користат најмалку 2 линии за да стигнат од својата дестинација. Тоа е во стручната јавност така висок процент не е дозволив, значи тоа укажува дека треба да се работи на оптимизација на мрежата на линии на јавниот градски превоз. И навистина има потреба, тоа е во план, се надам дека ќе го реализираме како втора фаза од овој првиот проект. А особено ќе биде интересно прашањето и како ќе се вклопи автобускиот систем на јавен градски превоз кога ќе се отвори, се надевам дека ќе се реализира трамвајската линија во градот Скопје. Токму тоа сакав да ве прашам. Сметате ли дека ќе биде соодветно решение трамвајот како средство за јавен превоз и дали нашите сообраќајници сето тоа може да го поднесат или ќе биде потребна некоја дополнителна интервенција? Така. Значи, лицата кои го познаваат добро јавниот градски превоз со таа струка знаат дека постои голема разлика меѓу класичен трамвај и така наречен систем на брз трамвај, дури некои го нарекуваат и лесно метро, или во англиското говорно подрачје Light Rail Transit или LRT. Важно е, ова го нагласувам, затоа што сакам да кажам дека важно е за градот Скопје да воведе систем на брз трамвај, значи не класичен трамвај. Која е основната разлика, што е тоа што се разликува?
Класичниот трамвај користи траси кои што може да ги дели заедно сообраќајни површини кои што може да ги дели заедно со останатиот сообраќај. Значи практично на иста сообраќајна лента се движи трамвајот и останатиот сообраќај. Тоа е, да речем, начин на работа на трамвај кој што масовно се напушта во градовите, а така почнало историски практично. Бидејќи се дојде до ситуација во услови на закрчување на сообраќајот, трамваите да се најдат заглавени во самиот сообраќај, паѓа брзината на движење, паѓа сите оние предности на трамвајот како вид на јавен градски превоз кој што би го правеле привлечен и интересен за инвестирање, а инвестициите се навистина големи. Многу е важно и за градот Скопје е многу важно да се обезбеди траса која што е физички одвоена од останатиот сообраќај. Значи тоа се обично траси кои се водат може на десната страна од постојни булевари, меѓутоа наиздигнати за еден рабник или на друг начин одделени површини од останатите сообраќајни ленти, од останатиот сообраќај. Може да се користат и слободни површини, дури ни зелени површини, може да се користат ни пешачки, ни овие зони на пешачки сообраќај. Издвојувањето е многу важно, затоа што обезбедува многу поголеми брзини на движење, што е многу важно и за патниците, меѓутоа важно и за превозниците, бидејќи со помалку возила може истиот број на патници да го превезе при поголеми брзини. Секако е важно, тоа обезбедува и поголем квалитет на услугата, поголема привлечност и навистина има смисла да се вложуваат толку големи пари ако работи овој систем на ваков начин. Тоа би значило за Скопје првата линија е од Ново Лисиче до Ѓорче Петров. Тоа би значило ако се реализира на посебна траса од категорија Б, стручно ние го викаме тоа сообраќајните инженери. Значи тоа би обезбедило може дупло поголеми брзини од брзините кои би ги обезбедувал автобускиот превоз и се разбира поголеми возила, удобни возила со сите оние придобивки кои што ги даваат новите технологии, има навистина производителите на современите трамваи имаат навистина возила кои што се и тивки, и удобни, по секој поглед одлични. Тоа би било голем чекор напред за квалитетот во јавниот градски превоз во Скопје. Ако не може да воведе шински систем, тогаш е многу подобро да воведе систем на брз автобус. И тоа е еден нов систем кој што кај нас не е познат. Меѓутоа, во поделни земји, особено во земјите на Јужна Америка, се промовира како начин да се дојде до побрз превоз, некој вид замена на метро за посиромашни земји. Например, Лима, Богота, Кито, тоа се главните градови од земји во Јужна Америка. Индонезија, исто Џакарта го прават тоа. Која е тука разликата? Разликата е кај ваквите автобуски системи постои физичко одвојување на трасата. Значи, сообраќајната лента наменета само за автобуси, исклучиво само за автобуси, е физички одвоена или со рабник, може со столпчина, со синџири. Друга голема предност е кај таквите системи наплатата се прави на билетот на стојалиште. Значи, постои изградено стојалиште, заградено, сите патници кои чекаат веќе имаат платено билет, кога доаѓа автобусот само ги отвара вратите и влегуваат и излегуваат патниците. Побрзо е движењето на еден начин. Движењето многу се забрзува и тоа е голема предност и за патниците и за превозниците. Ние една таква проба имавме на градежниот факултет, меѓутоа испана дека е неуспешно. Што беше причина? Така. Во основа тоа беше добра идеја, меѓутоа морам да кажам беше воведена многу без припреми. Неприпремено и техничките решенија не беа сосема соодветни. Во смисла на ширината на сообраќајната лента не беа решени околните, да речам, околните сообраќајни проблеми, значи постојање на странични паркиралишта, пристапи. Она што беше најважно не беше воопшто запознаена јавноста кога се прават такви проекти и кога се введува таква новина. Општо правило во светот е дека се подготвува јавноста, се прават кампањи, излегуваат ТВ стручни лица по медиумите, појаснуваат кои се предностите, кои се недостатоците. Значи, на некој начин постои припрема на јавноста за една таква работа. Тоа мене лично ми е стварно жал тоа што пропадна, меѓутоа навистина не беше припремено и во тој момент престана и да функционира.
Професоре, ми беше задоволство и благодарам за гостувањето и ви посакувам среќен пат до дома. Ви благодарам уште еднаш и ви пожелувам исто се најдобро. Ивановски, веќе сме средина на јануари, дел од зимата помина. Вие имавте и неколку интервенции при првиот оној снежен бран. Како ја оценивте вашата постапка, вашата реакција? Овак, имавме претходно 2 зими во кои што воопшто не падна снег. И не настана опуштање покрај тоа, значи од 15 ноември до 15 март онаа зимска служба на град Скопје на улица патишта за цело време трајање на овој период. 24 часа во денот ние сме будни. Значи имаме од 00 до 00 постојано сме на повик со тоа што кога има снег нормално се мобилизираме малку повеќе, очекуваме тој снег, не е да не знаеме дека ќе паѓа снег. Така да овој снег што падна пред 10 на дена од денеска гледано беше онака. Некој следен интензитет, имаше по коловозот на брзина го саниравме, така да немавме некои проблеми во застој или немаше многу стотени незгоди. Во оние рок од 6 часа беше чист коловозот. Буквално со нормално возило, со нормална брзина, со зимска опрема се возеше без проблеми. Факт е дека главните улици беа добро исчистени, некои од поспоредните улици останаа недоволно чисти, меѓутоа што е со тротоарите? После се испостави проблем дека тротоарите замрзнаа од студеното време и требаше повеќе време да се исчистат. Така, да не скривам до врската, тие се уврска на комунална хигиена да ги чисти. Меѓутоа, од оваа година видовме дека навистина не е само коловозот да биде чист, туку има многу пешаци кои се движат. За нив треба да има нормални услови за чистење, за одвивање на нивното движење, така да сите јавни предпријатија од оваа година веќе активно учествуваме во чистување на тротоарите. Кога падне нов снег, за многу побрзо време ќе бидат и чистени. Нема да се чека да заврши врнежот од снег, па потоа да се излезе на чистење, туку паралелно како што се чистат улици и патишта, така другите јавни предпријатија и улици и патишта ќе настапат на самите тротоари. Мора ги чистиме за многу побрзо време, го видовме тоа дека имаше проблем на самите пешаци. Значи, граѓаните може мирно да спијат и да очекуваат дека доколку се случи снежно невреме во наредниот период, дека ќе биде интервенирано на време. Така, може мирно да спијат, но и внимателно да возат кога има снег. Веруете ми, таа ноќ кога паѓа снег, ако некаде видовме проќаја незгода, идевме на лице место. Доста добар дел од тие беа поради летни гуми. Значи, сигурно дека препоставува некој трошок плюс да се набават овие летни гуми, меѓутоа оние консеквенции финансиски од самиот судар и сите други работи може да е многу големи. Безпрекорно функционираше за време на Кога ќе падне снег, значи ние сме на работа и одма се паркираме на рампа и утовараме сол и ни дава дежурниот релација кај треба да чистиме. Ова заедно се мешана солта со песок? Не, ова е чиста сол. Чиста сол? Да. И колку собира? Па, овој камион собира 10 тона сол. Прилика колка површина може да, колку во километри да речеме, далечина може да се помине со едно вакво? Со едно возило, па може дека околу 15-20 километри. И колку часа да е се тоа? зависи, например, како тие значи, се штелуе. Поише да фала помалце, зависи значи, до времето и колку е замрзнато. Кажете ми на која температура практично не може да биде корисно се тоа? Па сега викаат дека од минус 7-8 нагоре дека нема толку ефект со да отопим разум. Дали паркирани возила, например, ви прават проблем? Да, на улица ако има паркирани возила, ни прават малце проблем, али што да правиме, да, ги избегнуваме. И останува тој дел, например, кој што возилото останува неисчистено.
Кажете ми, коловозов, доколку е рамен, се е во ред. Меѓутоа, доколку има нерамни, да речеме подигнати шахти, права сериозен проблем? Права, да. Значи, пошто снег кој ги има на улицата, не ги гледаш ти шахтите и може да дојде до дефект, може да скине таска напре. Али, обично пазиме и да не дојде до таков дефект да биде возилото неисправно. Зашто доволно ве почитуваат други возачи кога сте излезени на терен? Па, обично таксистите малци има проблем, тие се пикуваат, влегуваат, не гледаат дека е специјално возило, иначе другите, да, таксистите се малце лоши за... Таму каде што го има, јавниот градски превоз е огледало на градот. Неговото користење представува култура на живење. Екипата што ја подготви и реализираше денешната емисија ви посакува пријатен ден.